Флеш Интернешнл на ТВ Стар. Ова се вестите од светот. Во источниот дел на Украина продолжуваат борбите, а зголемен е и бројот на жртви, меѓу кои голем број цивили. Во Краматорск загинати се 10 лица, а бројот на жртви во вчерашните судири и пожар во Одеса е зголемен на 42 лица. Украина соопшти дека воените операции против проруските сили во источниот дел на земјата изутринава продолжуваат во близина на Краматорск. Сите 12 наблюдувачи кои од минатата недела беа задржани од страна на проруските активисти во Славјанск денес се ослободени, изјави денес представникот на рускиот претседател Владимир Лукин. Во тимот на ОПСЕ кој го предводеа германци имало представници од Чешка, Данска, Полска и Шведска. Повеќе од 300 лица загинале, а стотици се водат како исчезнати, откако свлечиште затрупа село во Авганистан. Местното население и спасувачките екипи се надеваат дека ќе пронајдат преживеани под калта јурнатините, што го затрупаа селото во провинцијата Бадахстан, каде се уништени стотици домови. Република Конго протера над 50.000 граѓани на Демократската република Конго во изминатиот месец, соопштија властите во Киншаса. Официјалните лица во Бразавил, главниот град на Република Конго, објавија дека операцијата има за цел да стави крај на бранот злосторства, поврзани со странци, и дека се протерани сите што илегално престојуваат во земјата, а не само жители на Демократската република Конго. Британец е добитник на джекпот во висина од 89 милиони евра на играта Евромилиони, соопшти француската компанија за игри на среќа La Française des Jeux. Добитникот е единствен играч од 9 земји што учествуваат во Европската лотарија. Рекордна добивка од 190 милиони евра е извлечена на 10 август 2012 година, исто така од британско семејство. Тоа беа вестите од светот. Следуваат регионалните вести на ТВ Стар.